нас македонците усршни е тоа корупцијата, митото. Тука да те пресушам сега вака од сршна мито пишува. Корупција. 100%. Да. 100%. Еве у клетките ние. Еве ќе тргнеме од клетките. Од клетката на секое општество, бракот. А влезат у брак нема секс. Така ли? Нели е така? Шо? За да... Нема за лек. Нема бе брат. Значи, шо? За да ти даде жена ти, мора да ја подмитеш. Разбираш? Аха. Еве те сега ќе го прашам некоја девојче. Девојче, извини, ти мажена ли си? Не си мажена. Како? Ти мажена ли си? А мажена си. Кажи сега да те прашам. Ти искорумпирана ли си од мажти? Подмитува ли те? Ај вика не. А од кај ти се штиклите? Од мене. Од мене. Слушај, и на него не му е лесно. Не, брат. На него му е најтешко. Ако сака 3 пати да клецу неделата, треба 3 пати да плати, разбираш? Денеска платил 2 карти. Или ти ги дадоа? Кажи бе брат. Платено. Платено е. Вечер очекувај секс. Ке кажеш, зашто ке кажеш? Леле, колку беа смешни денеска, ајде да се клецу. Значи, шо треба посебна субвенција? Значи, затоа нема деца у Македонија, бе. Луѓето немат пари и после кампања има и трето дете. Тоа ти е уствари кампања за против корупција, бе. Против корупција. Значи, владата, не. Владата. Има ли некој со лада дојдено денес? Владата? Треба да му мајката. Треба малце намалиме таму. Многу сум. Кажи? Нели? Да. Ај ако сакаш брат намалиме малце, многу сум јак. И што треба? Владата треба да измисли нова субвенција да оди директно само кај женетите мажи. На трансакциона. На трансакциона директно кај женетите мажи, за да има со што да ја подмите жена му, за да може вечерта да ја искорумпира, разбираш? Тоа е. А чекај, формулата е многу едноставна. За он да те подмите ти треба да му даеш, разбираш ли, автоматски ќе го примеш, а он ти си сврши работа. А вајде и ти ќе свршиш работа. Сега до него е тоа. Многу едноставно. Едноставно е, да. Брат, ние сме, тоа е и после са... Чекај, некој сакаше аплауз да даде. Кој ти даде пари? Кој ти даде пари? Тоа ти е кампања против корупција, не овие Transparent International. Што те плаќаат вечерва? Што те плаќаат тие? Они прават нешто као кампања разбуди се. Аха. Чекај, праша ја, не знам, молим те. Уствари, шо ќе ја прашувам, она не е легнало со него, шо се разбудува? Нема. Или дават, кажи... Дај, други. Гледам, не знам дали го има судија еден дават на кампањава од разбуди се и му викаат на судија, легнал у кабинетот, спие хрчи, разбираш ли? И му викаат, разбуди се. Вода, иде му тука вода. Вода само иде, зашо да се разбуди човекот на пари спие, не е будало да се разбуди. Или тај Докторот, разбуди се. Гинеколог од проверени информации. Слушај, он легнал, дават го дома на каучо пред телевизоро и спие. Што да прави дома? Што да прави? Примал мито цела вечер, треба да одмори човек. Разбуди се. Што се разбуде? Ние сме толку корумпирани, бе, тоа е страшна работа колку сме корумпирани. Вие знаете ли ние колку сме корумпирани? Ние се усвари сме најкорумпираниот народ у историјата на народи. Да. Пример, сега ќе ви кажа. Значи, наш македонец има соборено рекорд за најкорумпиран човек у историјата у Гинис на други двајца македонци. Не знам како се вика, после ќе го... Како се викаше, не ми тек. Другото што е? Другото, иначе исто, ние сме толку корумпирани, што првите 3 букви од нашето име Македонија се земени као први 3 букви за назив на глобален назив за корупција, кој што се вика макрокорупција. Пример, да. Не, очу сте толку корумпирани, на грците е незгодно што се тегнат за името со нас. Трај. Не да им е незгодно, Ти знаеш зашо не може името уште да ни го признаат? Зашто? Па ти гарантија грчките преговарачи има некој со македонско потекло. Егеец. Ево уште еден со 50 евра? Уште еден со 50 евра? Егеец. И 100% има некој у Обединетите нации таму горе што се вика Ветовски мито. И Танија еве мамата 20 години уназад. Кој 20 века уназад. И тоа, пази,
цела фамилија едно име користат. И тоа се по дедото Мито. Дедото таму. По дедото Мито. И разбираш и крстат ги децата Мито први, Мито втори, Мито трети, Мито четврти. Да. И зависност од епохата крстат ги на пример Мито велики. Ако има велики некој. или на пример Мито 400 дуката. Да, пример. може. Или Мито 400 червени. Може така Или Мито 800 марки. 800, па Или после поново 400 евра. 400 евра. И, Так. абе добро, толку ли треба брлив народ? Чекай да го прашам, има ли некој да си го крстеш детето? Како беше тоа? Не бе, стварно брлив народ. Детето си го крстиш Мито. Погуда чува. Има ли тука некој Мито? Има ли Ако некој? има, нека дигне рака. Мислам само рака да не дига нешто друго. Бе. Има ли не? Чекай. Чекай, има ли некој мито? Нема, брат. Не, од вас луѓе не бива ништо. Од вас човеци не бива. Мито, да беше Мито, нека па за тоа они дошле тука. Бе. Нема, брат. Да беше Мито, тај пун пари е, брат. Стоп, он таква му е кармата, ти го крстиш мито и галја нема Пун после. пари е. Бе. Или у најмала рака председател на политичка партија. Ако има некој мито, нека конкурира, сега тука позади има конкурс за лидер. Не знам дали знаете. 100% ќе добиеш, брат. 100%. Може да отидеш. Добре, чекай да му мајката да му. Шо? Како може да крсти детето? Крсти си го детето мито, У старт, у старт и роде се дето. роде се дето и ќе оставиш дека Мите, мито, кај си бе мито. И знаеш дека дето ќе го биде. Ома го бидува. Ќе го биде 100%. и после можеш да Мој, се... користиш како каса за пари. Разбираш? Разбираш? Пример, доаѓа инспекторот дома и мажу вика, инспектор, казна, абе шо казна? Жено, дека се парите? Те ги там подмите. Дека подмите? Значи Инспекторе, ај подмите, оди молим те. Подмите, ама треба да си направиш уште едно детенце. Шо ќе ти уште едно дете? Второ дете. А. И да окрстиш Трајан. Зашо бе Трајан? Па кога ќе ги ставиш парите под мито вода трае. Разбираш? Добре ти ова. И после, гледай сега, значи не е доволно само да се роде дето. Значи мора ние да се грижиме за мито да се развива у него. Значи не можеш така дето да го оставиш само со мито да се роди. Значи мора ние уствари да отвориме универзитет за корупција. Нема шо да го отвараме, брат, он си постои, треба да го легализираме само, разбираш? Да. Добро, сега или тоа. Си ќе го легализираме. Па ова приватните факултети, тоа ти е све легално мито. Све легално мито ти е тоа. И може да го викаме Од тамо да произлезе името, од легално мито, легнал мито. легнално мито. Ама не, чекай, да удара малку на... Да удара на римски малку, да не е птен легнал мито, Легамито. Легамито примиус. Легамитус. Легамитус примиус први. Први. Велики. Може. Може. И- Пошто трансакционата сметка е велика, може велики да биде. велика. Така, велика, да. И главно мото ќе биде не е доволно да се задржи митот во нас, туку и да се развие. Да се развие треба, да. И например, главен предмет на тај факултет за корупција, универзитет ќе биде митологија. Мито, да појаснеме, мито цртичка логија. Така. И после ќе си Многу му е направиш- смешно таму на некој. И ќе треба да се направи една реклама за универзитетот. Кој е слоганот, први кажи го? Слоганот кажава. А, кажали го, добро. Значи треба реклама да се направи. И ќе направиме некоја Пандан на овие Transparency International што не плаќа денеска, дали ќе не платат после ова, не знам. Слично така. Слично на оваа Например, реклама. ќе те земам тебе за пример. Ајде. Тој беше чесен човек, работеше честно во животот и заврши драмски уметности. За само 200 евра годишно се надеваше на вработување. Но денеска не е вработен, нема пари и редовно јаде гом на универзалната сала. Другиот, штипјанецот, немаше смелост да се осмели. Немаше смелост да се осмели, добре ова. И немаше смелост да го избере универзитетот митологија. И запнал честно да создава уметност. А вечерва заврши исто како првиот и вечерва пред вас јадат гомна заедно во универзалната сала. Па запишете се на државен. Овие двајца се сликата која ти не треба да ја избереш. Избери универзитет митологија. Избери вработување. Избери живот.
Тоа е тоа, брат. Благодарам. Пример. Мислам дека ќе ни тргне, брат, ќе има многу клиентела на универзитетот, веј. И после тоа може ќе се има различни катедри. Ама, знаеш што, децата ќе ги запишуваме од маленки на универзитетот. Мало. За да имаме здраво корумпирано општество, ние мора од така. мали да ги унесеме у тоа, разбираш ме. Нормално дека те разбирам, него знаеш што е финтата? Што е финтата? Например, ќе имаш пожарникар, ама не, корумпиран пожарникар. Значи за сите професии имаме катедри. Корумпиран пожарникар. Например, корумпиран пожарникар. Прва лекција. Прва лекција. Прва лекција. На работа. Цело време играј шах. Или па билтен нешто врти да се прави нешто. Држи ја линијата зафатена по можно студено 3-4 пати по саат и пол и прави му бед со колегата од другата соба. А чеки, ако ќе му се јави некој? Кога ќе му се јави некој, нем да му веруваш одма. Заебавај го. Разбираш? Чеки, на пример. Ало. Ало! Еј, чекај ме, не викај, полека, смири се. Абе горе зградата ми горе, стано горе, све горе. Шо? Ми горе стано пече стана горат. Чекај сега вака, ај излези надвор, изброј ги точно колку се да знаеме. И после јави ми се. И, што е најбитното, за еден корумпиран пожарникар, никогаш за никоја постапка да не брзаш. Нема брзање. И кога ќе дојде на терен? Кога ќе дојде на терен, цревото полека да го одмотуваш. Разбираш? И, разбираш, Кој црево? се доека не ги земеш парите. За какво црево збориш сега? А, за хидрантот збориш. А, добро, извини. И, например... Да не брзаш и себе, ја, например, мене ми горе станот, брза ми се, и викам, оди ке мене пред мојот стан да го гаснеш. 200 евра. Де бе да му мај... Так. Так, Тоа стан прв е. благодарам. Чао, Благодарам, да. И, например, дое си дето дома после школа, учи нели за корумпиран пожарникар и дое си дома кај татко му. Еј, ти си дет. Ајде. Со брада детето, ама нема И веќе. дето ми доваѓа. Еј, сине, шо правиш? Тато! Како денеска беше ли на школа? Беше! Аха, и како? Убаво! Аха. Учи ме за пожаро! Да. За пожаро ли учите? Добро. И шо доби оценка? Двојка, тато. Па колку пати сум ти кажал да не брзаш со цревото? Не брзај со цревото! Ама ке му се Шо да се запале? Он одма да помогне да го изгасе пожаро. Будала не! Наредил си ги двојки, после ни чичото и мите не е то право. Добро. Друга катедра. Корумпиран професор. Најразвиената гранка од нашето општество. Корумпиран професор. Ние не мора, мислам, кој ќе го легализираме. Учителката се насмеа се. Чекај да ја видам учител. И на секоја наспевка по 100 евра. Ева, тоа 1000 евра старт, бе. Шо мислиш ти? Корумпиран професор. Ајде маце да го разберам. Корумпиран професор. Как прва лекција? Шо Прва ќе биде? лекција. За корумпиран професор е број од 10 да не се пишува така лесно. Освен ако е по наредба на деканот Мито. Директно наредба. Друга работа. Значи, знаењето не е примарна цел. Напротив, заслепеност и благотелечна состојба е основа за развој на понатамошно здраво и корумпирано општество. Друга работа. Да се развие осет за парите. Шума на парите. Значи да му мирисат убаво парите. И најбитната работа за еден корумпиран професор е да се развијат, а ако ги нема да се разбудат маниакално перзени чувства кон помладата популација. Да, едно од побитните работи. Да. Пошто е доста застапено, не? Да. Така. И после, например, шо иде натака? Појма немам. Иде корумпиран, значи како корумпиран професор, дето ќе си дое дом, например, После школа. после школа и деканот Мито седе А не, чекај, родителот му доаѓа на деканот Мито у канцеларија, имал проблем со детето. И јас сум, например, деканот Мито, ајде, дој. Добар ден. Добар ден. Декане Мито. Шо правите? Добре, како е? Добро, фино е, плаќаме 15.000 евра за година Добро. и така некако Добро, интересно. сакам да знам Шо треба? детево мое Мите. Аха. Не е Мито, ама е Мите. Изгледа тука грешиме работата. Чекај да видиме. Мите, да, види таму. Како Мите беше? Мите Велевски. Мите Велевски. Да. Видите, Мите. Сакам да прашам Мите за први, Мите втори, Мите Да, трети. Ја го ја. Мите Велевски. како е детето мое. Лошо. Дебе да му мајката. Толку ли е лошо? Многу е поштен. Многу е поштено. Па на мајка му. Да не кажам. Нема ја, те гледам го тука, гледаш сите кецови ги наредил. Значи толку е поштен. Не, еве ние пробаме со крајни методи. Ја му го остави пари, новчени кун пари и остави ми го да го земе, разбираш?
Оно доваѓа вика ја декане ја го најде новченикот, сите пари си тука не ти ги зимам. Бог да чу, на мајка му, ист мајка му, и она така ќе најде пари, вика, одма ги... Не, многу е лоша работа. Само не знам дали во сега или приметили сте нешто одамна. Има ли нешто од дома, како се однесува? Приметивме дека не приметивме. Многу е поштен. Многу е, а? Еве, децата му барат, другачињата му барат пари за оград. Му ка дај 500 денари и оди брзо трчи у собата, му ка нати 500 денари ич не ме ги враќај. Не шо лично? Поштен! Не. Нема да успе у животот. Вака сега. Родители, не си Дај кирете. крајни методи некој, дајте домашно некој што да го не си правиме. кирете, ние ќе ујачаме за дето посебно грижа, ќе го расипеме. Благодарам. Еве, дај Не се да ујачаме малку. Ќе ујачаме и ќе го расипеме дето, ај со здраве дома, пазите на него. Важи, фала, благодарам. Пријатно. Втора лекција. Втора најбитна лекција. Втора и најбитна лекција за корумпиран професор. Што е индекс, односно индекс и негова примена. Што е индекс, колега? Книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ти како е измислена штедната книжка? Ајде, молим. Првин е измислен индексот, Добро. па митото, и кога ги споиш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве, и на вас да ви појасам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва. Сега, еве ќе дадеме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17-ти пат да полагаш. Ако паднеш овој пат, Добро. губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, поведи седи, ајде. Добре, ја те по 17-ти пат А доаѓам. маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па не, професоре, ја целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 Па пати. се тоа е... знам, се. Добро, ајде, сега ќе видиме. Ајде, влечи прашање. Ајде така. Што е првото прашање? Првото прашање е што е образование. Така, многу убаво прашање. Што е образование, колега? Вака сега. Образование е тоа е систем каде што Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, молим те, побрзо, има други тука чека. Тоа е, значи, тоа е систем на вредности. Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални Какви интелектуални вредности? Не, заебај. Какви вредности? Професоре, мислам дека е интелектуални, од каде да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош. Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му мајката, Доли? ви го исправа мозокот од тие кампањите да му мајка. Не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку, да, ќе го погодиш. Жими второ делот и мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. Така. Што е второто прашање? Што е индекс? Така, колега, што е индекс? Сега учевме скоро, што е индекс? Индекс, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Деве да му мајката се учат. Може ли помош прашаја публиката? Ајде прашаја публиката, ајде. Ајде, значи тестерчињата, ворочињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, штедна книжка. Ајде, мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот 100% на одговорот од публиката, значи индекс е штедна. Така. Дали тоа твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Да ти е колега, честитам. Да, браво. Што плескате, чека уште едно прашање има. Не, толку нели? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Друг сум го извадил прашањето. Така. Последно, трето и круцијално прашање за твојата иднина
Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дое многу вака наеднаш, ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не поставуваме прашање, одговори 500 евра имаш ли, по да имам, под Б немам, по 3 ќе се позајмам. По да имам, под Б немам, под 3 ќе се позајмам. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, по да, имам. Браво, честитам колега! Алава ти е! Алава ти е! Ајде уплати тука. Уште едната книжка, ајде уплати. Алава ти е. Така, фала. Честитам. Ја, за крај на емисијата, јас сакам се благодарам на спонзорите, на мами и на тате. Што ме спонзорира, што родива кво теле како мене. Алава ти е. Што имат пари за своето теле. И многу и фала на публиката, они многу ми помогнаа, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е многу драго што учествувам овај вашиот квиз што се вика кој професор сака да биде милионер. Благодарам колега. Поздрав, се гледаме на аплауз.